Почна обдукцијата на третата ексхумирана повозрасна жена за која постои сомнеж дека е убиена од 25-годишниот осомничен убиец од кумановското село Малотино. Од судска медицина не откриваат кога ќе биде готов извештајот, но велат дека ќе го забрзаат процесот и истиот ќе биде спремен најбрзо што може. Извештајот ќе биде готов најбрзо што може. Не можеме да ви откриеме временска рамка, но може да кажеме дека ќе биде брзо. За тоа дали се планирани нови ексхумации на други можни жртви, од обвинителството велат дека засега немаат информација дали ќе се прават нови ексхумации. Действијата се во тек, до овој момент немам информации за нови ексхумации. Во меѓувреме, на 25-годишникот му било извршено психијатриско вештачење, за кое засега не откриваат детали. По наредба на судија на претходна постапка и по барање на јавен обвинител, лицето ТБ на 3.3 беше спроведено во јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за психијатрија во Скопје, за психијатриско вештачење. По завршувањето беше вратен во КПУ затвор Куманово на издржување мерка притвор. И министерот за внатрешни работи Панче Тошковски не откри детали за истрагата, кажа само дека се постапува по наредби на обвинителството. Претходно на брифинг со новинари, од ОЈО кажаа дека обдукциите на двете жени за кои постои сомнение дека се убиени од 25-годишникот покажале дека починале од насилна смрт, а при вештачењето било откриено и дека ДНК-та на осомничениот е пронајдена кај двете. Дополнително, од обвинителството кажаа дека во истрагата ќе бидат опфатени и сите кои биле на лице место кога била констатирана смртта кај жените, и полицајците, и докторите. Сите што биле на лице место и утврдиле дека нема сомнение за насилна смрт се истражуваат, и докторите, но и полицајците што биле таму, ќе се испитува како постапувала полицијата. 25-годишникот претходно имал кривични пријави за кражби. Од обвинителството кажаа дека при претресот во неговиот дом биле пронајдени украдените предмети. Осомничениот во моментов се наоѓа во притвор во Куманово.